Brzo. Kislorod. Повелете. Благодарам. Професоре, приправниците веќе се тука. Да влезат? Нека влезат. Некој си Страте тврди дека го познавате. Инсистира да разговара со вас. Страте? Нека почека. Добро. Поведете, седете, колеги. Вие сте упатени на овој оддел за интензивна коронарна нега и реанимација како лекари приправници. Сакам да ве запознам дека нашите сегашни можности се такви што за жал ќе можеме да примеме само еден. Затоа изборот треба да падне на најспособниот. Инаку сите вие ќе работите под моја контрола. Не може. Другар како? Остави ме, другарке! Како би тој начин? Ама ме, Андре, мене да ме држиш надвор 2 сата, не ти срамота, бре, ама, бре. Евгенија Вретје, нека остане. Извини, Страте, имам работа. Здраво. Здраво. Што ти? Ме гуши, Андре. Сигурен сум дека е срцето. Ама ми се живе, Андре. Помагај. Добро. Помагај ти и Господ спаси. Биди без грижа, Курто, те ќе те молам. прегледам, само да завршам со колегите. Повели, седни. Па да не губиме време. Миркуловска Татјана. Просек 8,95, познавање англиски јазик. Јанакиева Вера. Просек 9, англиски јазик. Петрова Вероника. Просек 9, англиски и француски јазик. Георгиевски Огнен. Просек 10, англиски и германски јазик. Од некаде сте ми познат. Кај кого полагавте интерна медицина? Кај вас, професоре, со 10? Ретко давам 10. Но вие сте ми познати од друго место. Бев председател на владинската организација на факултетот кога испративме студент во Хјустон.
Јас бев единствениот кандидат, колега. Да, се сеќавам. Доцентот Илиевски. Не баравте, професор? Направете им распоред и нека почнат веднаш. Повелете, колеги. Колега Огнан. Земете комплетен статус од пациентов. Страте ми е стар пријател. Да се направи и ЕКГ. Аман бе, Андре. Ме гуши овде. Немој да ме оставаш. Обврски, страте, обврски. И тој е лекар. Не грижи се. Јас се ке проверам. Ајде, појди таму. Здраво, Андре. Требаше порано да дојдам, ама знаеш како е. Седи. А и ти веќе требаше да бидеш на контрола. Јас сум препун со обрски. Како песмейкерот. Па, така, добро е. Служи. Треба да дојдам на ЕКГ. Да дојдеш. Андреја, имам проблеми со тебе. Со мене? Да, со тебе. Проблеми се твоите кредити за куќата. Па нели ти ми рече дека можам да одолжам со ануитетите. Андреја, свати ме, ситуацијата битно се измени. Имав контрола од СОК. Добро. Сваќам. Ти пиеш? Нели јас ти забранив? Па по некоја чашка можам, нели? Не би требало. Добро. Сметај дека со моите кредити повеќе не ќе имаш никакви проблеми. А што е со средствата што ги баравме за опрема на новиот центар? 63 милиарди, 383... Не. Ништо ви. Треба само да подпишем. И? Пак проблем со мене? Не. Имам проблем со ќерка ми. Таа е веќе лекар. А нека ми се јави. Ке се обидам да сторам нешто околу незиното вработување. Таа беше денес кај тебе. Конкурира на твојот нов оддел. Вера е на Киева. Мислам дека бев јасен. Не знам прво. Имам извонредни кандидати. Ќе подпишам само тогаш кога Вера ќе биде примена на одделот за интензивна коронарна нега. Боро, зошто ми правиш проблеми? Ке се обидам да ја вработам на друго место. Андреја свати дека јас сакам Вера да биде кардиолог. Професорот твој го најдов тогаш тешко ранет, раскрвавен, гол, бос, замрзнат, во несвест и си реков готов е човекот, ќе умира. Го сокри во племната моја и таму го лекував со мелемчиња. Зашто тогаш немаше како сега лекови, немој да се смееш, разбираш. И Курту, чудо, се спаси човекот, остана жив, мелемчињата моја го излекуваа. Прибери го таму, Темалон.
Се остават на мене. Партизане, млад како тебе. Повелете, колега. Професор Зедов комплетен статус, направен е ЕКГ, а очекувам резултати од лабораторија. Вашата диагноза, колега? Хипертензио артериалис, миокардиопатија хроника атеросклеротика субдекомпенсата, инсуфициенција артерија коронарие, статус постинфаркти миокарди, синдром Волф-Паркинсон-Вајт. Браво. Браво, колега. А терапијата? Ја забележав на болничката листа. Колега, сте ординирале современа терапија. Таа кај нас не се практикува. За класичната терапија за синдромот Волф-Паркинсон-Вајт на конгресот во Охрид беа изнесени и спротивни мислења. Нели? Евгенија, повикајте го доцентот Илија. Веднаш, професора. Видите, колега Огнен, теоријата и практиката се два различни поима. Страте, си имал ли некогаш шекер во крвта? Шекер? Како шекер, море златни? Како вајт? Не ме разбирам ништо. Умирачка, има ли од тоа? Ке треба да останеш во болницава. Аман бе, Андреја. А и мајката? Па зар дотамо дојде работата, а? Од срце може да се умира. Златен, кажи и ти нешто? Не плаши се, Чичко Страте. Ние ќе се грижиме за тебе. Ме баравте, професоре? Илија, на овој човек му го должам животот. Сакам да има посебен третман. Да биде примен во собата 205. Вие ќе ја водите таа соба. Добро, професор. Чичко Страте, одиме. Вечерва ќе те чекам. Добре ни дојде, чиче. Добро ми те нашол, Чичино. Ти и Господ. Колега, стекнавте доверба ке професорот. Тоа е реткост. А, и кај мене. И уште нешто. Професорот бара лично да го известувате за состојбата на пациентот. Не сум јас никаков пациент, јас сум Страте. Ќе му веруваш на младово докторче? Како не, како на себе си. Добро. Колешки, одиме понатаму. Добре дање.
Veronika, te čekam. Otkako majka ti počina, se vraćaš sve podesnije i podesnije. Utre te očekува работа. Тато, би сакала само еднаш да можеш да ми кажеш Вероника, се е во ред, немам коментар. Само еднаш. И јас би сакал. Значи, пак нешто не е во ред. Знаеш што, тато? Да? Денеска ми е роден ден. Каде ми е подарок? Овде. Треба само да погодиш која рибче ќе биде мојот подарок за твојот роден ден. А зашто да погодувам? Се знае златното. Тато, Да? зашто ми се лутиш? Виде и самата. В лице ми беше префрлено за твоето одење во Хјустон. Мислиш на Огнен? Симпатичен е. Мене истото ми беше префрлано додека студирав. За цело време ми велеа дека поради тебе студирам и дека поради тебе ќе дипломирам. Вероника, треба да ме сватиш. Не, јас мислам дека ти мене треба да ме сватиш. Во животот мене треба нешто да ми се случи. Ме разбираш? Разбирам. Мојов подарок ти се допаѓа ли? Повеќе не ми се допаѓа. Вероника. Ти, златен мој, имаш прогноза уште 3 до 5 години. Од каде знаеш? Како бе, од каде знам? Па знам, еве, овде пишува, по книгава, по тефтеров. А ти, златен, ти... Алал да ми ти е. Ти имаш прогноза 10 години. Маршала! 10 години. Опа, подобар сум од тебе. Уште и на карти да си подобар, па тој да те видиме. Да. Тишина. Визита. Тишина. Добре, каква визита? Дека дојде овде лапачката, та визита. Па не ли лапаше пред малку, бре? Лапач ли еден? Овој се живо ќе изеде. Тишина, другари. Продолжуваме. А ти, златен, ти, Бога ми, уште еден месец. Прогноза. Ме слушаш? Тој Господа не го слуша, да тебе ќе те слуша. Еј, а тебе што ти пишува таму, а? Златен мој, јас имам посебна сорта болест. Вајт, пајт, мајт. Ја нема овде, не пишува. Нема. Професорот. Кој го пишуваше статусот на пациентов? Јас, Вера Јанакиева. да. Колешка Јанакиева. Зошто нема анамнеза? Професоре, знаете се... Не знам ништо. Пациентов е неконтактибилен. Не можев да земам никаков податок. Како си? Како се чувствуваш? А, се живорка некако, може.
Ne postoji nekontaktibilen pacijent, колешка Јанакиева. Комплетната анамнеза оформете ја вие, колега Огнен. Добро, професоре. Не сека ни да разговара. Да, овде ќе треба да се направи уште и коронарна артериографија и консултација со кардиохирурзите. Веројатно ќе мора да се оди на бајпас. Што работите? Новинар. Сте му давали интервју? Да, ние се познаваме, професора. Да, се сеќавам. Едно ви кажав, друго напишавте. Сакам нешто да ве прашам. Поведа. Се плашам од смртта, професоре. Колегата ми почина пред една недела. Оваа болест е својствена на вашата и на мојата професија. Овој пациент е интересен од медицински аспект. Покрај другото, тој боледува од синдромот Волф-Паркинсон-Вајт, што пред малку го абсолвиравме. Терапијата ми се чини дека ви е јасна. Ако имате некакви прашања во врска со тоа. Една работа не ми е јасна. Мене срцето ме боли, а тие газот ми го боцка. Кај пациентов применуваме класична терапија, а некои ја предпочитуваат современата. Тој е сега добар. На старите ЕКГ наоди ќе ги забележите симптомите за кои пред малку зборувавме. Тој е сега под интензивна обсервација и ќе мора да остане на одделов уште некое време. Тоа е се. Има ли некакви прашања? Значи се е јасно. Благодарам. А тебе, Страте, јасно ли ти е? Јас сум со кола да те префрлам. Може, ако не ти е тешко. Добро вечер. Здраво. И како е сега ситуацијата? Никако. Огнен е во конфликт со професорот. Ќерка му се однесува наполно, ноншалантно. Татјана делува некако уплашено. А јас? Што ти? Мене професорот јавно ми критикуваше пред сите. Сакав земјата да се отвори, да пропаднам. Андреја те критикувал тебе? Зошто? Имаше право. Тоа беше моја грешка. Добро. Не се нервирај. Се ќе биде во ред. Јас ти гарантирам. Ти ми гарантираш. Па добро, зарем не свекиш дека работам со луѓе? Дозволи ми самата да се докажам.
Вера! 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 Се извинувам, но морам да одам, јас брзам. Каде брзаш, ќерко? И слушај ме, барем ти. Овде никој мене не ме слуша. Знам, но брзам. Друг пат. Ама, ти не ме разбираш. Седи. Седи да ти кажам уште нешто. Кога умре мажот ми, само јас плачев. А с нами и син ми не дојдо ни гробот да му го видат. А потоа ме донесо овде. Мајко, треба да се лечиш. Не ти е добро срцето, како јас да не знам дека не ми е добро срцето. Ама еве, докторки, и овде не ми е подобро. Одовде ќе ме однесат во старски дом, знам. Смирете се. Смирете се, ве молам. Јас морам да одам, брзам. Ама ти не ме разбра, докторки, јас сакам. Не ви разбирам како не ви разбирам, но брзам, морам да одам. Друг пат. Довидување. Ништо ти, ќерко, не разбра. Нели ти понуди место на нефрологија? А ти сепак дојде на мојов оддел. Сношти те чекав. Зошто не дојде? Те молам, остави ме. Имам проблеми. Имаш проблеми? Да. Какви? Ти тоа не можеш да го разбереш. Не можам да го разберам. А сваќаш ли ти дека и јас имам проблеми? Сонувам чудни соништа. Вистински кошмари. Доаѓам од кај професорот. Воопшто не сака да ми обрне внимание. Сакаш цигара? Ти се отепа од работа. Јас само шетам по соби и собирам анамнези. Огнен, дали би сакал да излеземе некаде заедно? Па, може. Сонуваш ли често? Не. Јас сонувам многу. Чудни соништа. Често сонувам езеро. Јас се капам во него, а кожата некако ми се одлепува. Се превртува наопако и бега. Наеднаш езерото се суши. Останува само песокот. Јас се сончам на него, а до мене се сонча мојата превртена кожа. Сонот секогаш се прекинува кога во мојата кожа се вовлекува змија. А кај сум го прочитал тоа? Знаеш ли дека сакав да станам артистка? Станав лекар. И што прави сега, глумиш лекар?
Сакам да најдам партнер. На нашиот одел тешко ќе го најдеш. Што е, колега? Јас не се согласувам со овој тест. Нивото на триглицеридите и трансаминазите во крвта е покачено. Вие, значи, не се согласувате со мојата терапија? Синдромот Волф-Паркинсон-Вајт не се повлекува, туку добива на тежина. Страте колабира неколку пати. Нападите ги спречував со терапијата што вие одредивте. За жал без ефект. Колега! Колку да те подсетам. Андреја е професорот, а ти евентуално треба да бидеш примен. Јас само знам. На едно предавање професорот ни рече, ако му го спасите животот на пациентот, како да сте спасиле два живота, неговиот и својот, бидејќи дел од вас умира со секој пациент. Видовте, професоре? Тоа ви се денешните лекарчиња. За жал, колега. Повелете. Аман ме, другари, го скршите детето од бедноста, го уморите, мајката ме разплакала. Ке треба да се договориме околу терапијата. Илија, ке ми известуваш за страт. Огнен ке добие нови задолженија. Огнен, брзо! Донесо нов пациент. Доби комплетна терапија. Подготви адреналин. Интракардијално. Огнен. Огнен.
Затоа што ме држеше за рака. Стоеше толку силно. И кога одеднаш попушти, знаев дека умрел. Не учевме за умирањето. Да, теоретски да. Но како е кога ти умира човекот, ти не можеш да го спасиш. А се си применил. Се си применил. Знаеш, имав чувство дека се застана. Ке мораме да навикнеме на се. Фала Богу те начекав сам. Фала Богу. Повели сте. Она твојана секретарка, Господе, поживи бабачко, не ме остава ни до вратата да ти се доближам. Па, Андреја Златен, ајде кажи, брат, како стои работата со мене, а? Состојбата ти е многу подобрена. Беше подобра, Златен, беше. Ме гуши. Еве, идејќи наваму, кај тебе. Ми се чини дека срцево ќе ми излета. А и за друго сум дојден. Андреја, сакам да поразговараме малце за младоно докторче. Огнен. Многу ми стана симпатично детето. Додека беше кај мене, се грижеше за мене, ми беше поарно, ама сега не го гледам, го нема никаде детето. Му дадов други задолжения. Шипенки си му дал ново задолжение. Ти мислиш дека јас не знам, се скарале. Само да ти кажам нешто. Друг човек како него ти овде нема да најдеш. Ке го вратам пак там. Не, Златен да го вратиш, не туку да го примиш. Ма, остави. Што се смееш, а? Што се смееш? Седи се ти кога беше млад. А? Кажи тогаш, што сакаше ти, за што се бореше? Остави го тоа. Тоа беа други времења, страте. А денеска што е? Денеска се невремиња. Мој Андреја. Тогаш имав нешто во душата. Имаше идеали, Андреја. Се сеќавам кога те лечев. Се сеќавам. Ми велеше, ќе умрам јас за моите идеали. Ама ете, не умре, остана жив, куртоли, се спаси, разбираш, и идеалите ти остана, разбираш, не умре и тие, или може би умре. Ова денес е нешто сосем друго. Денес не сум воопшто сигурен дали луѓето имаат некакви идеали. Секој влече кон себе. Секој бара нешто за себе. Јас ке загинев во јуриш, а денес јуришаат на мен. И што доживеав? Еден млад лекар да го негирам методот што јас, како раководител и оснивач на оваа институција, го применувам.
Па каде го има тоа? Андреа, злате, не ги сваќаш ти младите. Не знам. Не ги свакем ни старите. Не се свакем повеќе ни себе си. Па добро, што сваќаш тогаш? Не знам. Јас прифаќам борба. Ама денес не знаеш од која страна ќе те ударат. А пораз не признавам. Не признаваш ти нешто друго, Андреа. Си остарел, златен. Не сум стар. Ма не е во тоа работата. Добро де, не лути се, не сакам јас да те налутам. Само кажи ми, да беше млад и да имаше нови идеи, што ќе правиш? А веројатно ќе се борев за своите нови идеи. Тука те чекам, злате. Значи, уште не си остарен. Андреа! Пардон. Повелете, професоре. Благодарам. Еден момент. Колешка Јанакиева, вашиот почеток беше доста несигурен. Но се уште има време за докажување. Не знам зашто татко ми се меша. Тоа расчистете го меѓу себе. Мене ме интересирате само вие, како лекар. Да. Добро. Добро. Во среда во 12, добро, примерно. Добро. Тата, зашто ми се мешаш? Вера, черко, ти ништо не разбираш. Имаш порака од професорот. Тоа расчистете го меѓу вас. Кој е тоа? Твојот прием. Слушај, јас сум доволно добра како лекар, но и доволно лоша со твоите интервенции. Па добро, зарам не сваќаш дека работам со луѓе, со живот, со смрт? А тамо не помагаат твоите директорски гаранции. Слушај, Вера. Вера! Седи, чичко страте, веднаш ќе бидам готов. Благодарам. Злате, ти, Господ, ти спас. А каде е Андре? Професорот ќе патува за Лондон. Те поздрави. Рече да дојдеш на контрола по еден месец. Благодарам. Само ти помалку да го лутиш. Мора да му попуштиш. Ти си помлад од него. Тој е постар човек од тебе. Чичко страте, во медицината нема попуштање. Знам, бре, злате, знам, само знаеш како ти е. Ти троа политика води. Тој тебе те фали каде што ќе стигне, на секој чекора, ти. Чичко страте, здраво. Здраво. Значи готова си одиш дома. Готово. Татко ти така вели. Ама што татко ми? Остави го ти татко ми, Чичко страте. Знаеш ли што е најбитно? Што? Најбитно е што ќе каже младиот лекар овде. Овде? Тој? Ајде. Здраво. Татината ќерка мисли дека може да располага со се. Да, биди го ти мангупов. Јас мислев тутуле бале. Дека од медицинските книги ништо друго не гледа. А тој, види го ти него, хајде, довидување, Сташки. Довидување. Види го ти мангупов. Нешто си нервозен. Преморен сум, често дежурам. Работата на одделот многу ти е важно, нели? Да. Ист како татко ми. Не би рекол. Зошто? Затоа што и тој единствено ја сака работата. А ти? Јас?
Па, јас мислам дека постојат и други нешта освен работата. Например? Огнен, а? Тато, ти велам, ова е сериозно. Ова е мој личен избор. Се надевам ќе ти се допадне. Тато, ти не сакаш да ме разбереш. Ти велам, ова со Огнен е навистина сериозно. Симпатичен избор. Честитам. Убаво смислено. Најуриш. Карти арест, кога не састоит на помош. Страте. Дефибрилатор. Вклучвай. Колега, треба помош? Чичко, страте, имало Господ. Ти реков, Златев, ти и Господ. Спас. Успях.
Чешко страте. Зошто си вако? Имав чувство дека се застана. Како да ти кажам, се чувствувам препороден, кога спасив дел од себе си. Ке навикнеме на се. Од себе си. Знаеш, Чичко страта те засака како син. Него го спасив. А татко ми не ми веруваше. Никогаш не ми веруваше. Оној ден кога решив да станам лекар, почна скоро да ме мрази, како што ги мразеше сите лекари. Знаеш, мајка ми беше болна со години, прикована за постела. Тој ја тешеше, трчаше по лекари, бараше спас. Кога прв пат донесов бел мантил дома, мене ме обвини за незината смрт. Кога умре, се каравме. Некеше ни да ги види лекарите од брза помош. Ми умре на раце. Колко ме стискаше. Прв пат, по толку време почувствував дека ме сака. Зошто се мачеш со тоа? Сега и онака ништо не можеш да измениш. Сваќаш, тоа е така, таков е животот. Што знаеш ти од животот? Морам да одам. Браво, колега. Знаеш, сонувам многу често. Сонувам чудни соништа. Дојдов за некој работи. Знам. Мислам дека ме одбегнуваш. Неколку пати те барав. Тестовите ти се многу лоши. Утре ќе се знае кој ќе биде примена. Бора, се во ова е непотребно. Зошто не оставиш керка ти самата да се избори за себе? Па јас си ја оставам сама. Па тогаш, што бараш од мене? Слушај, Андреја. Вера мора да биде примена, инаку средствата нема да ги добиеш. Слушај ме сега ти мене за последен пат. Центарот за интензивна коронарна нега и реанимација не е мој, туку на целиот град. А средствата ќе бидат одобрени и без тебе. Како? Твојот пейсмейкер ќе мора да биде заменет. Генераторот е испразнет, а има и фрактура на електродата. Кај нас се уште немаме услови за тоа. Затоа спремај се за пат. Вера ќе те придружува. Вера? А кога ќе се вратиш, ќе те чекаме на одделот. Вера? Вера. А? Како е? Како е? Како да сум изегол од дупка. Ова ми е втор живот. А лековите ги пиеше? Не пијам. 3 пати на ден. Пред јадење, после јадење, како да јадам 3 пати дневно. А и некакви капки ми дават. А секои 2 дена. А видов дека нема никаква полза и готово ги фрлив. Си грижи ли некој за него? Сам е. Сам сум. Немам ни жена, ни дете, ни коте, немам ни кој чаша вода да ми даде. Не возбудувај се. Од сега си под наша грижа. Па добро така. Кога не можете да ме излекувате, берем грижете се за мене. И тоа е лекување. Да. Ево ти од нас, да се освежиш. Полај.
Полај. Па добро, ти самиот рече дека имаш сериозни намери со мене. Сега за тоа не размислувам. Рече дека си осамен, дека ти треба заедница, брак. Да се договориме. За? Јас навистина ништо не знам од животот. Знаеш, не ме интересира повеќе ништо. Не ме интересира ни вработувањето, ни татко ми, ништо. Не гуши, брат. Смири се. Смири се, ќе биде подобро. Нема никакво фајде, Андреја. Ништо нема да биде подобро. Не вознемирувај се. Дојди вам. Седни тро. Ти, Андреја, златен, ќе ме лекуваш ли ти мене или пак да си го барам чарето, а? Страте, добиваш соодветна терапија. Да. Веројатно си станал рефрактерен, отпорен на лекарствата. Разбираш? Ништо не разбирам. Да ти донесам тура водичка. Ти и таа твоја медицина. Лук и вода. Андреја, бадиела ми го дупите газов. Пием апчињама, ништо. А гледам дека и ти ги пиеш твоите апчињама, пак ништо. Ете, гледаш. Морам. Морам и јас. И моето срце не е во ред. Ти самиот не си го бараш чарето, а мене сакаш да ме лекуваш. Да, во право си. Каков парадокс. Јас да лежам, а Огнен да ме лекува. Па нели јас сум професор. Ајде, не лути се. Не лути се. Не се лутам јас на тебе, се лутам на себе си. Знам, јуришаат на тебе, само ти не давај се. Не давај се. А Огнен, ќе го примиш ли? Немој сега пак за тоа. Слушај, Андреја. Слушај. Тоа дете нема само знаење. Кај него има нешто што го нема кај другите. Ме разбираш ли? Кај него има дикат. Има душа. Ме разбираш ли, Андреја? Утре ќе дознаеш кој е при мен. Не утре. Немој да ме земаш на душа. Денеска ми е денот за умирање. Еве, во книга не го пишува тоа, ама јас... Страте, што зборуваш ти сега? Остави го тоа.
Ти реков, денеска ми е денот за умирање. Ajde, pojdi da legneš i dobro da se odmoriš. Strate, slušaš? Strate. Kojeg si tirao? Pacijent ima profesor. Доктор е професор. Sestra Ambur. Adrenalin. Defibrilator. Strate. Strate. Mi umre. Dobro, tato, dobro. Ki bi da se vore, smiri se.
Kolega Ognan, profesor Otabar.